Викица прашува што е разликата помеѓу грчки јогурт и обичен македонски. Вики, мислам, тој не е македонски јогурт кој што ти мислиш обичен, али те разбирам што ме прашуваш. Разликата не е многу голема во начинот како се прави, али е многу голема во крајниот продукт и во нутритивните вредности. Генерално јогуртите, оној стандардниот и обичниот, мислам и грчкиот се прави на речиси ист начин. Се работи, нели, се зема млеко кое што му се додаваат стартер култури, овој обичниот се загрева на одредена температура, се чека да дојде киселост негде pH 4,5, ако не се лажам горе-доле, и нели во зависност од тие финеси на производство и на квалитетот на млекото, добиваме јогурт кој што кај некој е поредок, потечен, некојаш е густ до момент да можеби треба и да се срка со лажица, и бенефитите ги има и обичниот јогурт и грчкиот јогурт, затоа што знаеме дека нели бактериите кои што ги има се пробиотици и се добри за дигестивно здравје. Од друга страна, луѓе кои што се интолерантни на лактоза, овие ферментирани производи полесно ги поднесуваат, и тоа е уште поизразено кај грчкиот јогурт. Разликата е единствена што кај грчкиот јогурт во текот на производството му се вади она течната сурутка и затоа треба многу повеќе млеко за да се произведе, да речеме, за да се произведе 200 грама јогурт обичен и 200 грама грчки јогурт, кај грчкиот јогурт ќе биде потребна многу повеќе количина на млеко. И поради самото тоа, во подоцнежна фаза кога ќе имаме ние крајен продукт, повторно ги има истите бенефиции со пробиотици и така натаму, но нутритивно многу се менува со тоа што имаш многу поголеми количини на протеин, многу помали количини на јаглехидрати, односно на шекер и лактоза, и е многу попрактичен за луѓе кои што се интолерантни на лактоза, речиси најверојатно и можеби нема никаква реакција да се случи. Има малку поголема количина на масти, али тоа е многу незначително, и има помали количини на калциум, да речеме, за разлика од обичниот јогурт, така да и двата се добри да ги користиш. Многу е попопуларен грчкиот кај луѓе кои што се по-насочени во имаат цели, нели, по фитнес цели, сакаат да повеќе обрнуваат внимание на тоа какви се нивните нутритивни вредности од калориите кои што ги добиваат во текот на денот, така да нема да сгрешиш нити со двата, а разликата, еве, мислам дека доволно ти ја кажав.